Пантомимата како пантомима, реално треба да се темели на оној гест. Пред актерството, пред се, каде што луѓето кога комуницирале на база на гестови, кога немало ни говор за да се разберат како говор, значи од тој гест потекнува буквално се. Пантомимата може да говори било каде, во било која држава, на било кое место, во било кое време. И тоа е добро што можат и глувонеми лица да не сватат, и во други држави, мислам, буквално да не е граница говорот, односно јазикот. Студирав во Софија, каде што мојот професор по актерска игра, покрај тоа што предаваше актерство, тој е и многу познат пантомимичар, не само во Бугарија, туку во цел свет. Таму дојде запознавањето со пантомимата преку факултетот. Додека кажував монолог на приемен испит, беше истиот Александар Илиев за кој што разговара. Додека го кажав, јас тој монолог тој препозна во мене човек кој што со грбот говори. И ми рече, па ти може не си така добар за актер, но може да би бил добар за пантомимичар. Ме зема во таа класа, од 12 луѓе бевме тогаш, завршивме 9 по истата. На крајот сватив дека всушност Вистинскиот избор. Точно требаше да дојдам таму. Сосема случајно се запознав со истиот човек Александар Илиев во детско-драмско студио каде што одев како мал. Така беше физички театар, таква представа режираше и јас таму глумев. Потоа дојде Војо и држеше тука работилници. Можам да речем дека јас сум еден од тие производ на тие работилници. Во текот на животот јас сватив дека едно е што сакаш да знаеш, односно да научиш, а друго е што сакаш да работиш, пошто треба да се замислиш дали ти би го правил тоа. Значи јас сакав на пример Индиана Джонс да бидам и да пронаоѓам археологија и така натаму. Сакав да учам тоа, ама дали сакав да го работам, тоа беше разликата. Знаеш ли зашто на археологот жената му е најмила? Не. Колку поише старе, толку поише му е интересно. На театар кога работевме, ние тогаш разговаравме нешто после представа, не знам, ќе седнеме у гримиорна или ќе седнеме у бифе и разговараме и доаѓаме до точка во прашање во кое што си викаш, а која е правата публика? Еки идеме на улица Македонија и играме представи, дојме колку луѓе ќе застанат и да гледаат тоа што го правиме. Ама вака, без карта, без ништо, ќе ставиме капа на земја, тоа се луѓе што застанаа да те видат, а овие дојдоа купија карта специјално за да влезат, нели? Тоа е како си спремен, се бориш со лавови, одеднаш кога ти доаѓаат мачиња и ти викаат ај се бори се со мачиња. Значи улицата се лавови. Тие обичниот минувач кој што не дошол случајно поминал таму и ти си успел неговото внимание да го привлечеш, да го задржиш на улица 20 минути или пола сат. Тоа е многу потешко, многу покомплицирано, а не успевало и јадници пати, отколку луѓе кои што намерно дошле во театар да ја погледнат твојата представа, која што е пантомима и намерно одлучиле дури да платат карта и да поминат час и половина во театар. Би сакал средношколците да ги охрабрам. Нема формула за успешен. Нема формула дека ова треба да го учам и ќе станам нешто и некој. Покрај тоа што можеби ќе одбере нешто, да учи нешто што не сака. Да следат својата интуиција, своето срце и да направат нешто што навистина ќе го сакаат и да бидат спремни да не сакаат поради тоа. Верувате, никој не знае што сака да биде кога ќе поразне, пошто нема појма како изгледа тоа. Можеби го гледа родителот и тоа што го работи и он сака да биде како него. Не работате нормална работа, затоа што ќе имате нормални приходи. И баш кога ќе работите на норма, пошто тоа ќе го трасира. Тама да е нормална работа. Така. Како? Ај, ба. Јас на кратко ќе кажам дека не само средношколците, било кој човек не треба да престане да верува во себе, не треба да престане, никогаш не треба да престане да верува во она што може да го создаде. Интуитивно треба човек да биде најблиску до сам себе.